Се враќаме во студиото. Остануваме од прилика на истата тема која е поврзана со заштитата на животната средина, на животната околина, но сега зборуваме за квалитетот на водите. Тука е Борис Начков, кој е поранешен директор на Скопски водовод. Технички директор. Добро, директор си е директор. Повелете, добро дојавте во студио 10, господин Начков. Повторно се гледаме. Благодарам на поканата. Поздрав до гледачите и до екипата што ја уредува оваа емисија. Загадувањето на водите стана актуелно годинава, бидејќи имавме загадување на водите во два града во Македонија, во Струмица и во Гостивар, и тоа во еден подолг временски период во Струмица, а во Гостивар на неколку пати. Како што беше кажано од официјалните податоци, се работеше за загадување со Ешерихија коли, со бактериско загадување, но имаше и други анализи кои покажуваа и недозволена количина на манган, на бактерии, неисправно за пиење. Нема да навлегуваме премногу во детали во самите случаи, бидејќи не сме биле тамо, не сме запознаени, но еве како за вовет во разговорот, зошто доаѓа до вакво загадување, зошто доаѓаме до таква ситуација за водата од водоводот да не е здрава за пиење? Еве јас ќе кажам нешто прво општо. Светските експерти велат дека идните војни ќе бидат за водата, не за нафтата. Водата е основна животна супстанца поред воздухот и почвата. И на неја треба да се даде поголемо значење и компетентност на раководните структури. Не е така во случаевите. Еве ќе ви кажам за Струмица. Тресла се гора, родио се миш. Јас не видов одговорност. Два субјекти и нивните генерални директори се одговорни. Директорот на комунале Струмица или директорот на подружницата на водостопанството во Струмица. Зошто? Директорот на комуналното во Струмица треба да направи годишна барање до водостопанството, да вели годишната потреба за вода, за водоснабдување, кој има приоритет согласно сите закони, е толку милиона кубика. Моите информации кажуваат дека е тоа околу 10 милиона, логично е тоа. И по месеци. Јануари толку, февруари толку и ова. За таа сметка, кој ќе заврши јануари, за сировата вода цената ја одредува регулаторна комисија за водни услуги, фактурата треба комуналното да ја плати. Сметам дека новинарите требаше да ги соочат директорот на комунале Струмица и на водостопанство и со некој експерт одговара да произлезе кој е одговорен. За ова работа мора да има некој одговорен. Жалосно е во 21. век да немате вода за пиење. Знаете колку ги кошта Струмичани ова работа? Струмица со околните места број околу 50.000 жители. Науката и литературата дава на еден жител по 4 литри на ден на жител. То кошта околу 1 евро. 50.000 жители по 1 евро дневно, то се 50.000 евра. По месец дена 1.500.000 евра ги кошта Струмичани и целата таа околина од проблемите со водоснабдувањето. Значи мора да има одговорност. Згоре на тоа имаше информација дека и техничката вода не била безбедна, дека било опасно да се користи и таа поради присуство на бактерии, значи дополнителен проблем. Да. Значи треба да се плаќа и техничката вода и ова. И затоа сака да се даде поголемо значење и покомпетентни и стручни луѓе да доаѓаат на тие методи, нема играчка со основната животна супстанца. Добро, зошто еве вака генерално прашање, зошто доаѓа до вакво загадување на тие резервари за вода? Дали е проблем со филтрите, дали е проблем со одржувањето на филтри? Каде затајува тука процесот? Значи, ако имаше од овие дебатни емисии во кои ќе се произнесеше директорот на комунале ЦИОВА, ќе можевме да заклучиме кај е проблемот. Моја претпоставка, јас имам искуство во ова работа практично, оти сум работел во општина,
во си застанување, 6 години директор на водостопанство Мавровица Светеникле, во кој склоп има брана и филтерница за вода, 6 месеци во управата за водостопанство Министерството и 30 години во водовод и канализација. Водата од акумулациите што доаѓа во базени, кај се додаваат коагуланти, најчесто алуминиум сулфат, да се зголемат нечистотиите, да се исталожат, да отидат и после да иде на филтрирање. Има филтрирање во отворен тип во базени и филтрирање во затворен тип. Во затворениот тип многу често се употребува и активен јаглен. Има на одредени часови, зависи каква вода доаѓа, филтрите треба да се перат. Меѓутоа, на 3 години треба да се направи генералка, како и на секоја постројка. Николата може да ја возиме толку километри, еднашка годишно мора да измениме. Така да и ова. Тој кварцен песок што се употребува таму, ако има и активен јаглен, треба да се замени. При секое перење треба по неколку сантима од песокот да се отстрани, да се додаде нов. То не се прави заради заштеда, ради ова и заради некомпетентност на одговорните луѓе. Значи, сепак е до одржувањето. Има Да, сличен проблем? може да се случи, да кажеме, ако удри некој дош во изобило во сливното подрачје на акумулацијата, па да донесе непредвидени прљавштини. Може да има нагласечена шума, којато ќе го дове. Бидејќи беше ова лето, да кажеме, со 40 месеци пол, не верувам, немаше такви дождови за да може да биде узрокот тоа. Меѓутоа одговорноста е или во комуналец, или во водостопанство Струмица. Имавме значи слична ситуација и во Гостивар, каде исто така тогаш надлежните негираа дека имало нешто, па после мора да признаат и така натаму. Исто така немавме одговорност ни од таму, ништо не произлезе, едноставно тоа е тоа. Помина никому ништо. Струмица требаше да биде поука за сите комунални бери, за целото општество и за сите нас, да се знае кој е одговорниот и да не се повтори никаде. Добро, треба ли во овакви случаи, кога има, бидејќи се работи за многу голем проблем и многу висок општествен интерес, каде што една цела општина нема вода за пиење, некојаш да се вклучи Министерството за животна средина во проблемот или други или можеби за транспорт или не знам каде е надлежност. Некогаш кога ќе видат дека едноставно работите не се како што треба, да се вклучат во проблемот. На жалост, тука е главниот проблем. Постои национална стратегија за води. Национална стратегија за водове е само мал изведок, изработена од словенците во вид на донација со мало учество на Министерството за животна средина. Јас ќе ви кажам, Законот за водоснабдување и одведување на урбани отпадни води, службен весник број 68 од 2004 година, и во него стои надлежен за спроведување на овој закон и е Државниот комунален инспекторат во рамките на Министерството за транспорт и врски. Слушнавме ние со проблемите во Струмица, некој транспорт и врски инспектор да се јави? Не. Законот за води и Законот за водни услуги, Законот за води број 87 од 2008 година, стапен во 2010, донесен согласно сите европски директиви со помош на словенците. Словенците се вреден, чесен и пријателски настроен народ кон македонците. Оние имаат донесено и оваа стратегија. Ниту од Министерството за животна средина по овој случај не се огласи никој. Ни министер, ни заменик, ни инспекција, а стои надлежен за спроведување на Законот за води е Инспекторатот за животна средина. Во рамките на Министерството за животна средина постои Управа за животна средина, кај што има сектор за води. Во рамките на Министерството за транспорт и врски постои сектор за комунално-стамбена работа. Во Министерството за земјоделство и шумарство постои Управа за водостопанство. Гледате на колку три. Во сегашната ситуација
со водите се во надлежност на 7 министерство. Беа 6, сега со издвајањето на енергетика и ова што е добра работа, и затоа и сите се одговорни и никој не е одговорен. И никој не постапува. Никој не постапува. Добро, ние зборувавме... Освен Министерството за земјоделие што изреагираше преку Агенцијата за храна и ветеринарство. Ние зборувавме претходно за проблемот, не за проблем, туку за состојбата со водоводната мрежа во Скопје, со изворите, со евентуалното загадување. Па еве, ми се чини дека од вашето последно гостување немаме никаква промена во тој поглед. Постои ли опасност нешто вакво слично да се случи и во Скопје, што секако би имало многу поголема импликација од огромни размери отколку во Струмица и Гостер? Постои секој пат и јас бидејќи знам што може да се случи, сум загрижен. И затоа осеќам морална врска, во моето школување вложила и државата, да и возвратам со своето знаење да допринесам вака да допре до надлежните. Само ќе би кажам нешто претходно што зборевме за надлежностите. Во земјоделие, наводнување, одводнување, штрајкуваат оризарите, тутунарите, лозарите и кој не. Водата им е поснела дупката. Во транспорт и врски, железницата, сообраќајот, патиштата, автопатиштата, исто им е последно. Во економија, водата за индустрија, во енергетика сега водата за енергетика, во здравство преку Институтот за јавно здравје и таму и треба да биде, така да поделена во многу министерства, сите надлежни, никој не надлежна. Во однос на Скопје, треба ова работа да се свати посериозно, затоа што, ако ги кажа бројките за ова, Скопје преку водоснабдителниот систем, од системот Рахче и надополна Бунарска вода Нерези Лепенец, водоснабдева 600.000 жители. Не дај Боже да се случи. 600.000 жители сеат. По 1 евро на ден, 600.000 евро дневно. По 30 дена, 18 милиона евра. По 12 месеци, 216 милиона евра. Болje да вложиме во заштитата, за да не се случи, оти тој може да биде и неповратен процес од загадувањето на Рашче, затоа што се работи за 6-валентен хром од истедокот од депонијата од Југокрон. Сме исплаќале до Америка, до Франција, до Словенија, до Италија. Вика, не постои технологија за пречистување на 6-валентен хром. И ако некој пат дојде, вика, таа вика економски е неисплатлива. Да, каква е состојбата сега на бунарите за пиење кај Нерези Лепенец кои ги спомнувате, но и заштита на Рашче, знаеме дека над Рашче е направена мини хидроцентрала. Се работи ли нешто на заштита на тие објекти? Па јас сум од 2017 во пензија и немам информација дека се во контакти со моите колеги и источни луѓе, иницирам сите развојни документи што ги имам јас во делот на водите, да кажеме, све сум скенирал и во електронска форма пратил. Меѓутоа не гледам некоја, еве ќе ви кажам, во претходниот мандат, бидејќи Хирургом не работи или Силмак, со пречистителната станица која е изградена во 2012 година, стопанисува Министерството за животна средина. Некои таленти од Министерството за животна средина, за да заштитат струја која беше во тоа време, ја исклучиле. Уште полошо. Вршат чистење на таложниците во пречистителна станица и скопале во близината на Жеден, меѓу депонијата и Жеден, и скопале дупка од 10-20 квадрата и отпадокот го истората му. Тоа е тотално незнаење. Болje да ја пуштиле во Вардар, ке дојде некој водач, отколку сега е таа донесена во близината. Значи непрофесионален и неодговорен однос. Во однос на планината Жеден со депонијата во Југокрон е најцрната точка во Македонија. Зашто? Затоа што се водоснабдуваат 600.000 жители. Тоа е 1/3 од Македонија. Она што е Линданот во Охис, тој мачаш лека. Зошто? Затоа што е загладено. Горно Лисиче, Пинтије и Свилери. Овде и подхитно, ги кажа бројките кои годишно не дај Боже да се случи, треба да се превзема тоа. Во однос на бунарите, еве јас зборувате сега ако тој
Тие остатоци од хром што ги нарекувате продрат до Рашче, ако дојде до Рашче? Да. А може да дојде? Може, затоа што под планината Жеден има подземна акумулација која се храни со шарските води, зависи од снегот што е на шара, може да се закади и нема како да се чисти тоа. Тоа може да се исталожи толе, да кажем, и да види Рачи. Еден ден може да слушнеме само водата во Раче е загадена, не е за употреба и сме го обрале Бостон. Затоа треба посериозно, ви реков, Струмица е добра опомена за пример, но ние сите во сите министерства, стручните луѓе треба да дадат свој придонес. Еве јас ќе ви кажам од што сум и разочаран. За Струмица и за Гостивар што велете, и за овие другиве работи со загадување на водите, ја не слушнав реакција и од науката. Предметот водовод и канализација се учи на градениот факултет. Има неколку професори да излезат со своje мислење, да дадат придонес со теренска активност, да се тоа реши. Нема ништо. Значи сите сме во некој заспана варијанта. Сакате да кажете нешто за бунарите Лепинец, Нерези? Значи во 2017 година, уште кога се беше градоначелник, донесена е експертиза за заштитни, ревидирана експертиза за заштитни зони на бунарското подрачје Нерези Лепинец. Еве ги заштитните зони. Ги има изработено, ги има. И она што се случуваше во Орман, со акумулаторски отпад од пробишти, со дупот C316 за Ѓорче Петров, е катастрофа. Јас сум пишувал кај што треба, сум пишувал на градоначалникот кој многу го ценам, тој не мора да знае, ама се работи веднаш, еве ги бунарите, ево да се прави. Што е проблемот што се прави? Цело Ѓорче сите знаеме дека беше со П+2 и подкроје, сега има П+4 и тоа е предвидливо да кажеме, може имат проблеми сега со П+4 и подкроје горниот кад четвртиот и петиот. Меѓутоа 17 катници, 20 катници до бунарското подрачје. Теорија нема. Одма ќе се загади при само изведување на градежните работи. Зошто? Затоа што треба да се иде подземно гаражирање, а во експертизата дава до 7 метри, 3 до 7 метри се подземните води. И надолу не смее. Значи може две. Другото паркирање треба се да биде околу. Значи, А 17 катници, 20 катници, теорија нема. Кој го има цртано? Тој план, да кажеме, е катастрофа. Негативно мислење од водовод и канализација, господин Сијат, е дадено стручно терено, но никој тоа не го почитува. Еве ќе ви кажам пример. Кулите во Джевери Холдинг, 43 катници. За да може тој терет на 40 ката да се надоле се бушени армирано бетонски шипови колови 120 метра. Ако се овие 40, а оние се 20, значи одма ќе се загаде. Не треба многу. Еве го негативното мислење и оградување од водовод кој нема дадена согласност. Добро, но таму се уште не е почнато со градба, така постои дупот само. Ама не може ни да почне со градба, затоа што секој објект што ќе го почне, он ќе побара од водовод хидротехнички услови кај да се приклучи, кај што треба да се изгради, ќе добие негативно, без разлика која е. Таму сепак има стручни луѓе кои се држат до и многу добро е напишано тоа. И не смеат да издадат позитивно мислење. Никако не смеат да. И они има дадено, еве, до Министерството за транспорт и врски и до општината имат напишено, меѓутоа никој не реагира. Градот има поднесено и уставност, чекам што ќе се произлезе од таа работа, ако не и јас ќе поднесам уставност. Осекајќи морална врска. Градот Скопје за дупот? Да. Добро, имаме, ја спомнавте Националната стратегија за води 2011-2041, која очигледно дека не се спроведува, па еве за крај, што предвидува таа во поглавни точки, нели? Што е нешто е најпримарно што треба да се спроведе? Национална стратегија за води предвидува континуирано и интегрирано управување со водите. Направено согласно сите европски директиви.
Таа е 2011-2041 во парламентот донесен закон за тоа до 2012, значи до 2042. Сите надлежности, така е донесене, сите надлежности со водите треба да поминат во Министерството за животна средина. Не треба да се прави ново министерство. Се има Министерство за животна средина и ќе му се додаде и води. И сите вработени, имаме 2-3 во земјоделие, 2-3 во транспорт и врски, да поминат, тоа ќе биде концентрација на кадрот. И сите согласности за концесии, за водно право, за еколож, сите ќе бидат утие. Сега се они разделени во неколку министерства, рекол во 6, сега во 7. Во животна средина е само заштитена. И се збори многу за отпадот и оштто. Меѓутоа за водите гледате по Струмица немаше никаква реакција. Ова стратегија тврдам дека е најдобриот стручен документ донесен од парламентот, треба само да се примени. Ова што јас го зборам, тука напишам. Да, добро, ви благодарам за гостувањето. Еве, алармирате значи за град Скопје, упатувате на состојбата во Струмица и во Гостивар, кажувате дека е можно да се случи, кажувате на време, никој треба да ве послуша и да видиме, бидејќи кога навистина би се случило водата во Скопје да стане загадена, тоа би било навистина една национална катастрофа. Треба да се вратиме кој од кај дошол. И друго, 20 новинари во државата се ја држат ова тема и отварат ова, тоа е Сеат Ризвановиќ од 24 и Горан Петерски од Телма. Треба сите да дадеме придонес за да на време интервенираме. Јас планирам идниве денови да закажам состанок во Министерство за животна средина со заменик министерката Ане Лашковска и сето ова со подкрепа да и го аргументирам. Кога се носеше стратегијата, во комора беше организирано, да кажеме, науката, невладините организации, сите експерти, да може да... Јас имам дадено тогаш 3 страни насоки, бараа писмено, за да се, додека не се спакува стратегијата. И ќе мора во Министерството за животна средина за оние преземат одговорноста и во законот и во стратегија пишува Министерство за животна средина е спремно. Еве ќе кажам, 2014 година министрот за земјоделие Садоло Дураки почна стратегија да се спроведува. Од управата за водостопанство при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство луѓето поминаа работа во животна средина. Една недела министерот Садоло Дураки вика, док сам ја овде министар, воде не смеju да изаđu. И нажалост, тој стана после министер за животна средина. Да, господин Начков, ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Се разбира дека ќе ја следиме темата и до следниот пресек ќе видиме дали нешто ќе се случи во позитивна насока, се разбира. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш.